Јас сум Ангела Нацела, имам 9 години и сум четврто деление. Денес продолжуваме со следниот дел од серијалот Авантури од Нарнија, книгата Сребрениот стол од Клајв Стейплс Луис. Главни ликови во оваа книга се принцот Лилијан, лавот Аслан, вештирката, Јустис, Џил и Мрговир. Настаните во оваа книга се случуваат во Нарнија, каде Јустис и Џил добиваат мисија да го спасат принцот Лилијан. Принцот Лилијан бил син на кралот Каспиј. Неговата мајка била убиена од една злобна вештарка која се претворила во змија и ја каснала кралицата. Кралицата умрела. Принцот Лилијан, сакајќи да ја одмази смртта на мајка си, почнал да ја бара змијата. Тој не ја нашол змијата, но видел една убава девојка на прекрасен кон. Тој почнал често да ја посетува девојката. На ден не се вратил од посетата. Лорд Тринијан веднаш се посомневал дека убавата девојка има врска со исчезнувањето на принцот Лилијан. Тој веднаш му кажал на кралот Каспијан, изразувајќи огромно жалење што не му кажал порано. Веднаш се организирала потрага по саканиот син на кралот Каспијан. Потрагата ја воделе Џил и Јустис. Кралот Аслан им кажал неколку знаци за да го најдат принцот Лилијан. Тие ги следеле знаците и почнале со потрагата заедно со Мрговир. Мојата омилена случка беше кога Јустис, Џил и Мрговир го нашле принцот Лилијан врзан за една сребрен стол. Тие поидале да го ослободат, но принцот Лилијан им кажал дека една злобна вештарка му фрлила клетва за да има голем бес и да уништува се. Во тој момент дошла вештарката. Вештарката извадила една харфа и волшебен оган. Од звукот на харфата на сите им се мател умот, а волшебниот оган ширел мирис кој правил да заборават се што знале. Вештирката се претворила во змија и брзо почнала да го гуши принцот Лилијан. Дали успеале да го спасат принцот Лилијан? Успеале да го ослободат од клетвата од злобната вештирка? Ако сакате да го знаете, прочитајте Сребрениот стол од Клајв Стейплс Луис.